Вечерва продолжуваме со Кадрачката културна есен. Една убава изложба, убава поставка. Ама за оваа поставка прво ќе поканам директорката на Дом на култура Јулијана Туриманџова да пролави неколку збора за настанот Жена со жена, а потоа професорот Горан Боев од ликовен аспект ќе проговори за делата и овие прекрасни акварели. Делата на Елизабета Костова во оваа петта самостојна изложба тежат кон поголема креативна слобода. Иако мотивите на пейзажи, портрети и цвеќиња се повторуваат, спектарот на употребената боја се проширува и се слева во една хомогена целина. Со оставање на бели површини на сликарската површина се добива впечаток на транспарентност и впечаток да сликата е изведена во еден здив. Присутна е градација од суптилна илузија за бојата до повеќе слојни наноси на боја, но сликата секогаш го задржува впечатокот за прозирност и леснотија во изведбата и при тоа делува спонтано, хармонично и лирично. Пейзажите кои ги слика Елизабета Костова видени се од некој свој агол и често пати потсеќаат на имагинарни и замислени предели. Портретите, предметите и пейзажите како да имаат некое таинствено и носталгично значење и на моменти како да се на граница помеѓу реалното и светот на фантазијата. Инаку, Елизабета Костова е родена 1953 година во Скопје, дипломирала на Филозофскиот факултет во Љубљана. Има неколку самостојни изложби, како учествувала и на повеќе групни изложби. Она што ме фасцинира во ова сликарство на Елизабета е тоа што во ист момент се вплотени два контрасти и тоа она суптилно чувство на бојата кој што според мене прикажува една женска лирика во својот нанос и во комбинацијата, која што е вклопена заедно со еден строг, силен матисовски цртеж, една прекрасна симбиоза е тоа, прекрасна хармонија. И навистина, јас уште кога влегов прв пат од Сабајле да ја видам изложбата, не го криев задоволството. Разговарам со Владимир Темков, за колку се овие дела навистина прекрасни, сигурни во своето изразување. И честитам и посакувам се најдобро понатаму да продолжи да твори и да не восхитува со своите дела. Значи, голема благодарност до Домот на културата Иван Мазев Климе, до господинот Владимир Темков, до господјата Јулијана, до мојата драга пријателка Роса Мицајкова. Голема благодарност до сите посетители, сите кавадарчани. И што да ви кажам, одушевена сум од приемот во Кавадарци, навистина град на културата.